Ние сме на овие простори, македонците, без своја идеолошка поставеност. Затоа доведено ни е во прашање и кој сме и што сме, друг да не третира така. Сите наоколу, од албанците, србите, грците, бугарите имаат своја национална стратегија со која што не тепаат. Ние немаме. И патиме. Националната стратегија се ствара од сите околни наши комшии. Од пред век, 2, 3. И не е важно кој е на власт. Таа стои заклучена во сефот. Која влада е, ја спроведува. Кој ќе се смени другата влада, ќе го отклучи сефот и пак по истата постапува. Затоа ние македонците денеска, нашето национално чувство е разболено. Затоа што има прилика сите да можат да ни речат не сте тоа што ние се чувствуваме. Има ли поболно некој да ти речи не си тоа што ти знаеш дека си, што си осознаен во себе дека си. Сами си дозволивме. Така. Јас мислам, ова што го зборуваме е затоа што сум паталец. Затоа што носам голема носталгија во себе пренесена од мајка ми. Јас не ја знам преселбата, јас сум била превише малечка за да тоа чувство, но носталгијата која што ја наследив од прикажувањата на мојата мајка и во многу има ми искажано и многу луѓе ми имаат речено дека плачеле кога ги читале. Тоа е разболот кој што го носам во себе. И мислам дека се повторува во Македонија оваа варварска, тоа истото. Само подсетите се на големата грешка за време на граѓанската војна, тие 100.000 дечиња кои што оттргнати од мајката од 2, од 3 месеци до 15 годишни некаде, се расеани секаде по светот. Има ли поголема трагедија или има ли само поголемо самоискоренување од тоа што ние македонците го направивме? Замислите нашите деца, ние да останевме таму, ама ќе погиневме. Од 10 2 ќе останевме. Од тие 2 денеска ќе имаше 2000 потомци. А не вака како што сме по светот, за да во Грција ни велат никогаш не сте постоеле, никогаш не сте биле. А тамо сум родена, тамо се родени моите, на моите нивните тамо се родени пак и така. Затоа, еве сега се сетив една песна, ќе ви прочитам и вие вардарците да знаете, односно ние, што со нас македонците се случува кога самоувереноста нас не напушта. Повели. За она што ти најдобро знаеш да го кажеш, зашто го чувствуваш. Од мојата книга Правостојна. Така, да. И насловена е Да се знае. А мислам за мојата баш татковина, мојата Румја, моето родно место, од каде што сум ископачена. Со многуте егејци. Се откорнавме. На бегање, дури и секирите, со истапени сечила, од делкање по камењарот ги фрливме, како лилијаци да висат по местата од кои заминавме. Заборавете ги. Искастрени се сите стебла до труповите. Лулките и ноќвите барајте ги по трагите. Децата вените јаблани со обелени коски под корени на маховини зелени. Сал спомените малку подалеку фрлени, малаксани од очекувањата во иднината да бидат вградени, или бар како ркулци по постојбината расадени, папса по патиштата на недоодот, со се вистината, дека не може да се од меморијата на еден народ, запишаното во ехото на таа историја, сами за погубноста своја одлучија. И денеска сме ние, Македонија, токму на работ, сами за себе да одлучиме, кога се однесува за нашиот идентитет, за нашето име. Нема промена на името. По никоја цена. Нашето име е тоа, вековно и тоа не. Бришењето, менувањето на нашето име ќе биде само наша грешка. Тоа е бришење на се што е минато, на се што е денешно и ние сме луѓе без иднина. Кој сака да бидеме такви? Некој сака
но ние не смееме тоа да го допуштиме.